Добър ден, човеци! Тук е вашия омилен Зотя. Ще ви донесе живот на сите. Ще ви направи платата 500 евра. Земята ще ви унесе у НАТО. И 7 пъти я унесе у преговори за Европската уния. Зотя, на кой сите трябва ногите да му ги целувате и збор да не прекършите против него. Я зема и пред една година го намести оной мешаница на Коджак и мистер Бин, ще не знае да чита. А уж помълце да зборуе. Го намести за премиер. Питах си ко човек у амбасадите, може ли овой тупак да биде премиер? Американската амбасадорка ми рече, може. Чим тупак Шакир не е жив, ставейте го овой. Излажа ме тялявото дека е бил у Харвард. Он тамо само у мензата е бил да изеде на студентите виршлите и яйцата. И после го ставихме за Оптимус Прайм, нели? Не е човек от сбор, бе. Много пуше. И кай пуше, там и въвлекуе. И аз пушех дека стигнах. Ама кандидат бех за Нобелова награда. А ония руските новинари 3 пъти интервю ми правеа на живо. Затоа пред неколку дена дойдох у СДС-то да поразговараме кути човеци. Кути разбрани луѓе, с поштование. И аз следам политика заедно со Венко Докторо. Нели нас бизнисо ни е прва занимација, а у политика сме заради хоби. Да си возиме мотори, да ебнеме нещо така, колку струја да не фане. Дојдохме ние двајцата загрижени у партијата, гледаме на рейтинзите оној глушицен Мичко ке не влече по улици, како лајка да не фанала. Не ни се пишува добро. Рейтинго ни е само колку газо да го избришеме. Народо е настрвен на Дуи, а ние на Дуи и Ахмети уже рекета за тенис не сме го изпушиле. Све друго им е квалитетно издудлано. Па народо почна и нас да не мрзе. Мрзене, нејке да не види. А ја оставих рейтинг до душа со лажење, ама многу добар рейтинг. Бехме за пола процент поети од ВМРО-то. Затоа им викам, кај нас у партијата, да направиме широка коалиција без Дуи. Нека влезат овие од Беса, Меса, Алијанса, Малијанса, Алтернатива, се мој до моега, нели, што можете да ги купете, нели, и ние ВМРО да си теруме уште така, уште 8 години, па после нека дојде ВМРО на власт. Мицко вика, може, само јас да бидам Оптимус Прайм. Биди што сакаш, бе му викам, биди космонаут, што сакаш. Дај само овој тупако да се тргне, ни математика знае, ни инфлација, ни депилација, ништо не разбира. Место у ќе завршено у Африка. Оно и сега сме у Африка, ама тогаш се ќе поцрнеме, ќе загореме. Он вика, не дава американската амбасадорка. Шо бе тупак не дава американската амбасадорка? Шо има таа да дава или да не дава у нашата северна држава? Абе тие американците лажат подобро од мене, а од тебе веќе те заминале со светлосни години. Нели гледаш се финти муртински прават, кој јас шо ги правех за 1 евро, те замајавам со корупцијата, те тим ќе дојде, те тим ќе оде, те тим ќе испитуе на моега морковот. А оттам сакат да гласаме за уставни измени. Истите финти ја ги правех пред 3 години, бе. Држава смених, устав смених, име смених, све смених, па и теб ќе те сменам. Ја тие финти правех ги уште у 7 оделение, кога ги собрах парите од екскурзијата, а не ба оној цонт од Новосело. Гледам ја ќе имам проблем со овој тупак не Шакир, ама Шакир у душа. Собрале тие Миле, Лиле, Пиле и сака да го смени Олета, Бочварчето и моите луѓе од провинцијата и да направе Бранкова скопска влада. Ја мајката, Мало Морген. Абе вие сте ја гледале таа емисија Знање и имање со селјоци што беше? Кога имаш знање и имање кути мене, никој не може да те преебе. Зоти има да се врати на бел конј. Чекај, нешто се збунах. Не, Грујо ќе се врати на бел конј, ами ја ќе се врата у неговиот Мерцедес, што го заебах. Видите как функционира. Го заебах и тук со Мерцедесот ќе се врнам и заедно уште 8 години ќе доваѓа живот. Ќе дојде живот. Нема куде да иде. Младите ќе се одселат, ќе нема кој да гласа за левица, нели млади ако нема, ќе нема кој да гласа за левица. И кој ќе останат ова дебилига, овие што се пензионери у државата, ќе ги заебеме пак с пензијата и пак СДС на власт. А Мицко клоцов газ. Еден е Зоќе, црпнато до ној горе, а кога ќе умрам и него ќе го заебам. Пардон, за мене.
тук е вашия омилен. Ете така си седом са байлево, си пиюцкам, помалце, нели вечер ќе биде нова година и кога ќе отворам там, ќе отворам у тоа порталите, обично не ме нападят последно време, знаат дека сум изолиран както у политички карантин сум. Гледам оној Геро Квекеро с очите што е малку чакрлија, така едното му гледа на исток, едното му гледа на запад, ама кој е за пари взимање, онда му гледа двете добро. Тој што се дружеше со оној педеро што викаше јас сум ги земал парите и вице ги земале парите. Как да не бе, ние сме ги земале парите. Тој пишал, јас сум сакал у СДСМ-то да направам пуч. Ја ако искам да направя пуч у СДСМ-то, ја ќе го преебам СДСМ-то. Не може мене там ни Кеко, ни Зеко, ни Таче, ни Маче, ни Пајче, никој не може да ме преебе. Американската амбасада сега сакала застанала на борбата на корупцијата, а јас сум бил од онаа страна на корупцијата. Ја бе Геро бе, Квекеро бе. А вие новинарите на која страна на корупцијата сте? Как бе така ти сега се ставаш адвокат на Дуи и спишуваш све за Дуи најдобро, да не пропаднат, да не излезат од влата. Јас сум сакал 25% да бидат албанци у влата. И па колку да бидат у влата бе? Колку да бидат? Ај прашај го народот колку да бидат у влата. Да бидат 70? 90? Колку да бидат у влата? Бе, Геро Квекеро бе. Работиш ти, работиш, ама и ја работам. Шо мислиш, че се заебавам ја, а? Немам ја луѓе тук, там, лево, десно, право, лево, криво, а? Ајде, ќе ја водиме битката, да видиме кој ќе победе. Дали ќе победе Зоки, the mastermind, или ќе победе Геро Квекеро с различни погледи на свет, а с еден поглед на кога некој треба да даде нешто, нели? Ај, чао и срекна нова година. Сите да славите, сите да видите добри. Ќе оправиме влата, ќе оправиме. Јасо, Мицко, јасо, Грицко, јасо, Вицко. Дуи нек си му е мислат они. Има шо да мислат. Добро се натепани, че си мислат.